Драги гледачи, јас сум Хари Кацановски. Денес имаме многу интересен гостин на кој ќе му правиме интервју. Станува збор за Кристијан Трајковски. Кратко да го најавам, Кристијан Трајковски со неговиот тим, инди тим, направија игра која се вика Скопје 83. Станува збор за шутер, апокалипса, така ги викаат тие игри, каде што практично сте во Скопје и пуката зомбиња, колку што разбрав јас. Инди игра, која е интересно дека се појави на пазарот и тука побуди многу голем интерес, бидејќи сепак станува збор за Скопје и автоматски сите што сме тука од Македонија, така натаму од Скопје, ја симнавме и почнавме да играм. Така што да го представам нашиот гостин, мило ми е многу. Исто, фала ви за поканата. Така, за почеток ќе почнеме со основното прашање што секогаш се поставува. Како почна таа идеја, како се организиравте, како добивте идеја да направите за Скопје баш таква игра и слично? Така, Скопје, конкретно играта е започната како проект во 2019 година. Меѓутоа ние како тим се имаме собрано што многу поодамна. Околу крајот на 2012-2013 година се собравме, рековме дека сакаме да правиме игри заедно. И како мал тим почнавме да одиме по настани така наречени game jams, на кои што се прават малечки игри во рок од 24-48 часа или недела, некој краток временски рок. Понатаму, нели, се продолживме со нормалните обврски животни и еден ден во, мислам дека беше 2016, рековме, си даваме отказ, правиме игри full time. Нашата прва игра Odium to the Core беше издадена 2017 година, беше достапна на Steam, на мобилни телефони, на Xbox. И понатаму решивме дека сакаме да продолжиме да правиме игри. Видовме дека фондот за иновации во тој период имаше отворен повик за стартапове, се викаше програмата, на која што аплициравме, добивме одредени средства со кои што успеавме да развиваме еден прототип, со кој што понатаму почнавме да бараме издавач за играта. Така што идејата прва за играта ни беше сакаме да направиме простор каде што ќе има ограничен број на непријатели кои што треба да ги исчистиш и тоа е главната идеја. Понатаму таа идеја се разви, сакаме играта да има бруталистички архитектонски стил, затоа што е тоа поретко видливо во игри. Сакавме да направиме стилот да биде повеќе картуни, да кажам, како цртано, стриповски. Главна инспирација за тоа ни беше Wolf Among Us, стилот на Wolf Among Us. Одлична игра, да. Одлична игра, многу убава за гледање. И тоа е главното нешто со кое што тргнавме. И понатаму си рековме, па зошто да не направиме Скопје? Скопје е еден таков бруталистички град. 83-та година конкретно важи за можеби не најпикот, меѓутоа тој пикот на брутализмот во Скопје. Во нашата верзија од приказната за Скопје во 63-та дивергира од тоа реално што се има случајно. Како што мислам играта е апокалиптична, survival игра. И начинот на раскажување на приказната е многу поразличен од колку повеќето игри на кои што сме навикнати. Пред се затоа што немаме quest log, не ти кажуваме што треба да направиш, треба да го истражуваш градот, да најдеш клучни информации со нив да продолжиш понатаму. Да, интересен е, има повеќе игри, нели, такви што излева каде што ти откриваш што се случува. Dark Souls, мислам дека беше, нели, таква во тој фазон. Ја кога симнав и пријатели мои која симна, прво што забележав е како Borderlands изгледа, нели? Да. Па изборевме прега за тоа, има таква многу убава интересна картуниш естетика што е во последно време многу интересно за инди игри, каде што, нели, не секогаш студијата имаат пари да направат AAA наслови кои се одлични и кои функционираат графички совршено, но сепак има една креативност во целиот тој процес и артистичка слобода пред се. Од тој аспект сакав исто, пошто тука важно за нашиот пазар, сега има борд геймови македонски, нели, што излегуваат и така натаму, како инди девелопери, кои ви се предизвиците со кои најмногу се соочувате, бидејќи сепак тој инди пазар сега е ниш, луѓе го сакаат, ама истовремено финансиски знае да биде некогаш чкакливо и слично. Да,
Како успеавте да го изреализирате сето тоа? Колку души бевте? Како функционираше? Game developmentот важи за едно од најтешките бранши од софтвер development, затоа што вклучува многу елементи кои што не се само кодот, само софтверот, туку мора да се направат работите да изгледаат како што треба, ефекти треба да има специјални, артисти треба да се вклучени, аудио инженери се вклучени и така натаму. Така што генерално е огромен предизвик да се заврши каква било игра и заради тоа е една од причините зашто и ке нас не е тоа многу достапно. Покрај предизвикот, нели, што е тешко и што не сите може да го направат, постои и предизвикот на, како што кажа, финансиски, затоа што повеќето кои што сакаат да инвестираат, бараат нешто кој што знаат дека ќе им дае брзо повраток на во што и да инвестираат. Игрите се од тој аспект ризични, затоа што играта не се знае на крајот дали ќе продаде, колку ќе продаде, може да направи премногу пари, може да не направи многу пари. И плюс е долго време, долгорочен проект. За да се направи една игра, особено од обемот како нашата, е долг процес, како што кажеш 2019 започнат проектот, сега сме 2025-та, што значи дека 6 години работевме. Од друга страна, па мал тим бевме, 6 луѓе, односно некои периоди бевме и 7, така што пак е тоа, за видеоигра тоа е многу мал тим. Како што кажа, да, луѓе често ја споредуваат играта со Borderlands, меѓутоа освен можеби графичкиот стил до некаде што луѓето го препознаваат и тоа дури стилот не е тој, ама ете да кажам, цртано делува и Borderlands е веројатно единствената игра која што препознаваат, која што е first person shooter и е така со цртан стил. Меѓутоа како тип на игра е многу поразличен, пред се затоа што не е лутер шутер, што значи дека не можеш да идеш и да растуриш све живо во тебе, него мора потактички да пристапиш. Да, пред се тоа, мислам, ја многу го сакам тој картуниш изглед, тука може да се види нели на геймплејов како изгледа сето тоа. Пред се тие црни линии што со страна што го обележуваат објектот внатре со бој, дозволува дури уметнички да изгледа многу подобро, како што зборевме со еден пријател, одошто оние што се супер графика сега, нели, со сите ефекти, бидејќи дава една уметничка, да кажеме, компонента, една естетика, еден муд, една атмосфера поточно што не може да се добија со такви предетални графички прикази. Сега конкретно ние почто разгледувавме и сето тоа во играва, сакавме баш да го опишеш сетапот, односно, нели, без спойлери за тие што ќе играат играта, дали постои позадинска приказна, што конкретно се случува еве на почеток како премиса во играта кога почнува играчот да игра, што се случува со Скопје? Така. Играта започнува со тоа што се наоѓате во една голема боца полна со вода која што се празни, излегувате од неза и слушате на воки-токи како ви зборува женски глас и ви викате: "Пионер, станувај, има нешто, треба да ми помогнеш, ајде." А пионер зашто? Да, добро, како Ни беше интересно да има некој име карактерот и тоа име да биде непрецизно определено. Има понатаму секако, играта има подлабока приказна. Нели веќе со комунизмот пионер прво мене што ми дојде како идеја, титовите пионери, дали тоа вас ви беше мислата? До некаде, мислам, сепак се работи за период во кој што се наоѓаме во Југославија, некои такви аспекти има, не дека е тоа некако силно поврзано, меѓутоа звучи интересно и е уникатен период кој што сакавме да го фатиме, да биде до некаде осетливо дека за тој период се работи, вклучително стокецовите што ги гледаме на секаде по улиците и комбињата стари. Има приказна играта, за разлика од повеќето игри од жанрот, повеќето игри на кои што се навикнати играчите. Начинот на кој што играта наша се обидува да покаже приказната е со тоа што охрабрува истражување. На различни места во градот можете да најдете различни нешта дека се случиле. Пред се сакаме да доловиме еден момент на раскажување преку истражување. Тоа што ќе го наоѓате логови, може да ги прочитате. Да, не од точка до точка, ова има квест, ова има главен квест, се праќа, има точна патека, туку едноставно е експлоринг. Откриваш ти светот што се случило со Скопје конкретно.
И така дознаеш, што значи кога не би можел и да кажеш што всушност се случува бидејќи тоа бил спойлер. Претпоставам така што ќе го оставиме. До некаде е спойлер, меѓутоа основната приказна е дека неколку научници имаат полудено, не знаеме зошто, не знаеме како, и секој од нив пробува да и рекреира луѓето, односно човештвото во нивна слика. Они како што го сакаат. Едната е биолог доктор, другата докторка е ботаничар, така што проба со цвеќиња со животни да ги спои секој си има своја парадигма како треба биде светот зависи од неговата професија и инволвиран во тоа како си го замисли, тука не испаѓа веројатно. Баш така, има 4 различни зони на играта, секоја е со различни непријатели, секој од тие непријатели се врзани со научникот на кој што припаѓа таа зона. Има бос фајтови, меѓутоа, како што кажав, начинот на раскажување е малку поразличен, начинот на квестови исто така поразличен, мора да се чита доста логови за да се најдат комбинациите. Именно Dark Souls и тој тип на игри се во тој стил, одиш, умираш 20 пати и на крај дознаваш нешто ситно за тоа што се случувало и полека ти ја откриваш нели приказната што се случи, нели потоа имаш уште едно продолжение, како се каже се не важно. Да, Elden Ring и така натаму, да. Многу интересен концепт, бидејќи те поттикнува сам да откриваш што се случува, не е да ти е дадено, што е исто така окей, но така. Ова е помалку стримлайнд, ама луѓето кои што уживаат во овој начин на истражување, мислам дека ќе им биде позабавно. Да, многу интересно, мислам, има уште еден калето е како што гледам. Да, ова е внатрешноста на калето. Има уште еден момент кој што заборев да го напоменам, а тоа е дека кога ќе излегувате, одма ви кажуваат ќе пукне нуклеарка во Скопје за 7 дена, ако не успеете да го спасите, се враќате на почеток. Има ден и ноќ циклуси? Има циклуси ден и ноќ. И тие на крај класичен survival. Да, има 7 дена, од тие 7 дена треба да направите работи. На почетокот туторијалот на играта те учи на тоа дека ги задржуваш мемориите од претходно и некои апгрейди, така да што не е играта толку паничинг да скрос немаш ништо, меѓутоа е така. Roguelite, да кажам, елемент има. Да, не е ковија амнезија левесна, кај што скроси не е линеарна. Се почеток цело време си безпомошен, сепак имаш оружје, имаш начин како да се справиш со зомбињата. Гледам возење коли, што е исто многу интересен концептот и само first person е возењето, што му дава една тензија. Може и first person, има и third person. Има и third person, така како се менува како опција. Ја ова со first person би го возел, пошто е по Да, има луѓе што сакаат едното, има луѓе што сакаат другото. Главното нешто, мислам единственото нешто што можеш да го возиш е автобусот кој што се наоѓа веднаш пред карата, кој што ви го има оставено неговиот бивши шофер, кој што е патен помошник на учениците, им помага за различни работи. Така што да, имаме, според мене, ова е еден од најголемите видео игри продуцирани на овој простор и покрај тоа што можеби не е совршена игра, не е најголемата игра што постои, не е направено од AAA студио, сепак сме многу мал тим. Лично мислам покрај сите работи сметам дека е голем. Да, од корона навака тоа е многу интересно бидејќи инди игрите земаат се поголем замав, излегува игри како Disco Elysium и така натаму, каде што ентузијасти едноставно прават нешто што ние што сме, ајде да кажеме, од поодамна геймери, го бараме тој дух во игрите каде што создавачите имаат целосна слобода, како што кажав, да го прават тоа што сакаат да го прават, како што си го замислуваат без нели реперкусии, без договори, без некој да им кисне на глава, како што оди во AAA индустријата. И се повеќе зема замав тој инди свет на игри, и пошто се интересни, пошто секој геймер што сака нешто автентично, веќе не може да игра 20-та верзија на некоја си игра што веќе е популарна и само се штанца истото, се рециклира. Така што мислам дека тоа е многу убаво што тука во Македонија има луѓе со доволно ентузијазам и дух тоа го направат. Кажи ми, какви се ревјуата на играчите што веќе играле, што ви кажуваат, имате фидбек некој? Така, играта во моментов има проблеми, има некои багови, има некои проблеми со перформанси на кои што се уште работиме. Сега кога што правиме интервјуто е една недела помината од издавањето на играта. Меѓутоа напорно работиме и пробуваме да ги решиме што е можно повеќе од тие барем иницијален фидбек кој што ги имаме. Генерално
луѓе кои што очекувале да играат лутер шутер се незадоволни од играта и луѓе кои што поради некоја причина споредуваат со Borderlands, иако нема... Значи не е лута шута, нема качување левели, нема апгрейдови, има левели има, земање айтеми или праење појаки оружја, не е у тој фазон баш. Има, ама не е на истиот начин. Не е на истиот начин. Механиката не е таква. Така. Не може не ти пушта пример кога ќе убиеш непријател, не ти пушта ништо на земја. Нема дроп, да. Ти си поограничен со тоа колку муниција имаш и можеш внимателно да користиш, не можеш да се распукаш. Тоа е survival, ако ги потрошиш ќе ту убијат, може хебла, ама не можеш да ностоп да луташ и да имаш константно и нови айтеми и така. Така, баш така, ова е survival игра, не е лутер шутер според жанрот. Исто така луѓе кои што очекуваат дека ќе имаат quest маркери, ќе ги носи играта, ќе ги води ваму таму и тие исто така имаат до некаде негативни искуства. Не е за луѓе што брзаат, што сакаат одма да туку за луѓе што ќе седнат и ќе се инвестираат, што е сосем кул. Кои што сакаат да истражуваат, кои што сакаат да најдат скриени работи, кои што тоа е тоа што им ја прави играта. Така што иницијалните ревјуа не се најдобри, се мешани, значи имаме повеќе, сепак имаме повеќе позитивни отколку негативни. Меѓутоа, очекуваме дека како што поминува времето, тие кои што за кои што не е играта предвидена, ќе престанат да купуваат, тие кои што за кои што е играта ќе продолжат. Тоа со ревјуата е многу, мислам, прво тоа со баговите. Според мене што пример Cyberpunk кога излезе 2017, што пуна со багови. За после да ги следува што збориме за игра што има многу голем тим, што прават све, са нели е посложена, но сепак нормално е да има багови играта се серија. А луѓе приметувам кога прават ревјуа, обично се субјективно не им се допаднало нешто, исклучиле rage quit, ме убија два пати зомбиња, ова игра не е тоа, што не е објективно ревју, каде што човек го дели тоа што него го фрустрира, со тоа објективно оваа игра, дали е направена интересно, да поминам и да направам по-оке оцена. Мене лично ми изгледа многу добра, ама мислам ја имам модерен вкус што многу се вклопува со овој тип на игри. Така што многу ми е мило што го направивте ова и сакам вака за крај да те прашам кои ви се плановите за виднина, ако може некој вакво дали ќе има продолжение овој свет, дали нешто друго има така како проект? За сега главната идеја ни е, главната работа со која што се занимаваме да ги поправиме проблемите кои што ги има во моментот играта. Сите критични багови, сите некритични багови, цел фидбек за луѓе некаде нешто им смета како се однесува, пробуваме тие работи да ги разрешиме во прв момент. За понатаму се уште немаме планови, немаме конкретни идеи што точно ќе се прави. Една од опциите би сакале да однесеме играта да биде поддржана на конзоли. За конзоли ќе ја правите, значи не знаеме, се надеваме дека ќе можеме и веќе имаме. За Sony за Xbox во тој фазон или да оптимизирате за сите. Така. Супер, мислам, да ги гледачи ова една Скопје 89-та, топло ви препорачувам да стимнете на Steam ја има. 83-та, извини. 80-та, што кажав ја? 70-та? 89-та. 89-та, нема веза. Топло препорачувам на Steam да стимнете. Не е скапа колку е 12-13 евра, 14, колку беше што се вика 5 пјалаци во кафиче, а поддржувам истовремено македонски артисти, поддржуваме гейминг индустрија во Македонија. И не е само за тоа дека ја поддржуваме, па не е, ова е стварно голем и интересен проект. Така што Кристијан многу ми беше мило што вака накратко ни кажа што како се случува и се надевам дека во иднина ќе правите многу повеќе вакви работи, што стварно е супер. Мислам вака, искрено е супер. Зборевме со колегите, изгледа добро, го доволувате брутализам, а истовремено, сега не го должам, има бои, има плави, има картуниш боички, а истовремено и сивото го има на Скопје, мене естетски ми е, не знам, совршен. Фала ти. Да завршам играта и ќе ти кажам вака што мислам. Супер, одлично. Фала ти, многу Кристијан. за се.